Проширувањето на Европската унија ќе продолжи, беше нагласено на вчерашниот самит за Западен Балкан одржан во Париз. Собирот беше уште еден обид на лидерите на Унијата да ги уверат балканските земји дека разговорите за пристапување ќе продолжат и покрај гласањето на Британија да ја напушти Унијата. Францускиот председател Франсуа Оланд, германската канцеларка Ангела Меркел и шефот на европската дипломатија Федерика Могерини посредбата со балканските лидери во Париз ја нагласија нивната решеност за продолжување на пристапните разговори со балканските земји кои бараат членство во Европската унија. Nous avons longtemps pensé que l'Europe c'était un ensemble de règles, de disciplines, de procédures, de directives, de règlements. Non, l'Europe ce sont des valeurs de liberté, de tolérance. Ce sont des valeurs aussi d'exigence en matière de respect du droit. Et l'Europe, c'est la paix. Et c'est pourquoi il était si important de nous réunir, non pas simplement parce que c'était un processus. Рече Оланд, наведувајќи дека треба да продолжи процесот за стабилноста и безбедноста на Балканот. Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора и Србија се во различни фази на пристапувањето во блокот. Und da hat jedes Land einen anderen Stand erreicht. Viele Länder haben schon erste Kapitel eröffnet, andere arbeiten noch daran. Aber alle Länder haben hier betont, dass sie ihre Einigung untereinander auch sehr stark in Verbindung mit der Europäischen Union sehen und deshalb werden wir diesen Prozess auch weiter begleiten. Рече германската канцеларка Ангела Меркел, наведувајќи дека одлуката на Британија за излез од Унијата ништо не променила во врска со тоа. По самитот, шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини изјави дека собирот дошол во посебно време, кога е многу важно за Европската унија повторно да ја потврди незината подготвеност за европска интеграција на, како што рече, сите балкански земји. We are working on a daily basis with each and every one to make steps towards the European integration of the Western Balkans. This is extremely important for peace and stability, but also for security of the European citizens. Во декларацијата што издаде француското председателство на самитот, се наведува дека учесниците од Западен Балкан повторно потврдиле дека нивната иднина е во Европската унија. Тие меѓу другото потпишаа спогодба за формирање канцеларија за соработка на младите. Канцеларијата, која е формирана по углед на сличната канцеларија за соработка меѓу младите на Франција и Германија, ќе има седиште во Тирана. На собирот е најавена и помош од 150 милиони евра за инфраструктурни и енергетски проекти во регионот. Самитот во Париз, на кој се говореше за мигрантската криза и за опасноста од тероризмот, беше трет во серијата состаноци покренати во 2014 година со цел охрабрување на реформите и развојот на земјите од Западен Балкан. Договорено е наредниот самит да се одржи во идната година во Италија.